Преку предложеното законско решение, кое што е во насока на подобрување на изборниот процес и обезбедување на еднакво демократско и слободно избирачко право, како и постапување по препораките на мисијата за наблюдување на избори за председателските избори на 24 април, како и парламентарните избори од 8 мај и истовремено вториот круг од председателските избори на ОДИХР, со овие измени и дополнување на изборниот законник се постапува по решението на Уставен суд со кое беа укинати одредбите со кои се регулираше бројот на потребни подписи за поднесување на листа за кандидати од страна на група на избирачи и се предлагаат два нови члена, односно се бриша два нови члена кои што ја уредува оваа постапка. Одбори кои што предвидуваат формирање на нови избирачки места на местата каде што бројот на избирачи е над 1000 гласачи. Има технички измени кои што доаѓаат од препораките на ОПСЕ и ОДИХР и кои што би сакал накратко да ги спомнам. Портали кои што се регистрирани во регистарот на издавачи на онлайн медиуми, собранието, односно ДИК да има можност да ги користи услугите од Министерствата по однос на организацијата и логистиката на самите избори, изборниот материјал да може да го носи председателот на избирачката комисија, кој што исто така ќе има можност за соодветен надоместок, и она што е најбитно е листите за подносители на листа за кандидати за членови на градоначалници и советници. И се така скаресто до општини од над 90.000 избирачи, каде што има 1000 подписи запишани за избирачките изводи во избирачкиот список. За град Скопје потребно е 3500 подписи. Дополнително објаснување на сите овие измени ќе дадеме на самата комисија. Вкупно гласаа 78 пратеника, сите гласаа за, нема против и нема воздржани.